Ајде да зборуваме за нешто страф од авторитет. Или она претерана реакција на критика. Може би се прашувате откаде доаѓаат овие длабоки, понекогаш дури и парализирачки чувства? Па излегува дека корените им се засадени многу одамна, уште во најраното детство. Значи, зошто една обична критика може да се доживее како катастрофа? Замислете, еден сосема неутрален коментар од шефот или некое ситно несогласување со пријател и одеднаш, бум, внатре се пали аларм, се појавува паника. Одговорот на ова, верувајте, е многу по-комплексен отколку што изгледа на прв поглед. Еве, овој цитат е баш директен увид во сршта на проблемот. Овде не зборуваме за обично несогласување, нели? Ова е опис на средина каде што критиката не е нешто конструктивно. Напротив, таа е еднаква на напад, на понижување. И така се учи една многу важна лекција. Да се биде поинаков или, не дај Боже да се сгреши, е опасно. И тука доаѓаме до стравот кој реално не припаѓа тука. Клучот за да го разбереме ова е во една многу важна идеја. Таа интензивна реакција што ја имаме како возрасни, тоа не е некоја наша карактерна слабост, не е мана. Тоа е всушност механизам за преживување. Механизам кој едноставно останал вклучен, долго откако вистинската опасност поминала. Значи, да бидеме јасни, овие реакции не се воопшто случајни. Најдобро може да се замислат како некој застарен софтвер за преживување. Знаете, некогаш тој софтвер бил апсолутно неопходен, бил клучен за заштита во една хаотична, опасна средина. Ама сега во еден сосема поинаков, многу по-безбеден контекст, тој ист софтвер само предизвикува грешки, багови и секако огромни внатрешни конфликти. Сега, прашањето е од каде потекнува тој софтвер? Па најчесто неговото потекло е во она што го нарекуваме непредвидливо детство. Зборуваме за нестабилна семејна средина, особено во домови каде што имало, например, родителски алкохолизам или други сериозни дисфункции. И тука гледаме еден огромен јас, помеѓу она што на едно дете му е најнеопходно за да расте здраво и реалноста во таквите домови. Наместо безбедност, што добива? Страф. Наместо потврда, добива посрамување. И наместо некакво водство, добива само длабока, тотална збунетост. Таа средина се гради врз неколку столба, ако може така да ги наречеме. Прво, постојан конфликт и насилство. Потоа, недоследна дисциплина. Денес едно правило, утре друго. Казните се често произволни, немаат никаква логика. Комуникацијата или е лоша, непријателска, или пак воопшто ја нема, а емоциите на возрастните се тотално непредвидливи. Во еден таков свет, детето учи една многу сурова лекција, дека апсолутно ништо не е сигурно и дека опасноста демне зад секој агол. И што се случува тогаш? Како одговор на целиот тој хаос, детскиот мозок прави нешто на вистина извонредно за да се заштити. Се прилагодува. И при тоа активира еден постојан режим на преживување. Таа состојба има и свое име. Се нарекува хипервигилантност. И да разјасниме, ова не е параноја. Ова е состојба на постојана зголемена будност. Детето станува вистински експерт за читање на просторијата. Учи да го декодира секој поглед, секоја најмала промена во тонот на гласот, затоа што буквално неговиот опстанок зависи од тоа дали ќе успее да ја предвиди следната закана. И тука е трагедијата. Фигурата што треба да биде извор на сигурност и љубов, родителот, станува извор на непредвидливост и страф. Авторитетот како концепт се поистоветува со опасност. И таа лекција, таа длабоко научена лекција останува врежана во нервниот систем за цел живот. И ова не е само некоја ментална асоциација, знаете, како идеја. Не, траумата буквално се втиснува во телото. Мозокот физички се преструктурира за да може да реагира инстантно на најмалите знаци на опасност. И што се случува години подоцна? Па една подигната веќа на шефот може да ги активира истите тие аларми во нервниот систем, кој некогаш ги активирал лутиот поглед на родителот. И така, тој механизм за преживување, кој некогаш бил апсолутно неопходен, продолжува да работи и во зрелоста. Живееме во постојана приправност. Ама сега тоа се манифестира како збир на многу специфични и, да бидеме искрени, често пати многу исцрпувачки особини. Например, се појавува тој длабок вкоренен страф од авторитети. И секако, преосетливост на секаква критика.
Потоа се развива онаа хронична потреба да им се угодува на другите. Се само за да се избегне конфликт. Внатре се создава еден многу суров внатрешен критичар, а со него и перфекционизам, како некој штит од надворешна осуда. А онаа компулзивна потреба да се контролираат ситуациите, па тоа е директен одговор на растењето во тотален хаос. И сето ова е водено од трите големи неизговорени правила научени уште во детството. Прво, не зборувај за проблемите. Второ, не верувај никому. И трето, можеби најважното, не ги покажувај своите чувства. Овие правила, кои некогаш штителе, во зрелоста стануваат кафес. Кафес кој води директно во изолација и спречува да оствариме вистинска, длабока поврзаност со другите. Но чекајте, ова не мора да биде крајот на приказната. Има надеж. Имено свесноста за овие длабоко вкоренети образци, тоа е првиот и апсолутно најмокниот чекор кон заздравување на внатрешното дете, кон вистинска промена. Ајде да видиме што е во срцето на оваа внатрешна борба. Во суштина, тоа е еден клучен конфликт. Од едната страна го имаме тоа интернализирано и сплашено дете. Тоа е оној дел од нас кој се уште ја носи целата болка, целиот страф и целата збунетост од минатото. А од другата страна, таму стои интернализираниот критички родител. Тоа е оној внатрешен глас кој постојано ја продолжува истата динамика на критика, срам и страф. И така, надворешниот конфликт од детството се претвора во постојан навистина исцрпувачки внатрешен диалог. Па добро, како се прекинува тој циклус? Патот до заздравувањето има неколку клучни чекори. Првиот е да се признае болката на тоа рането внатрешно дете. Да се види и да се слушне. Потоа, вториот чекор е да се свати дека сите овие особини, тие се само научени стратегии. Не се трајни делови од карактерот. И третиот, можеби најважниот чекор. Свесно да се преземе улогата на сопствен родител полн со љубов. Да си ја дадеме себе си онаа безбедност, она сочувство и она потврда што некогаш недостасувале. И со тоа, доаѓаме до едно клучно и морам да кажам многу надежно прашање. Ако сите овие особини за преживување се научени, дали тоа значи дека можат и да се одучат? Одговорот, за среќа, е да. Апсолутно да. Затоа што, ако искуството имало моќ да ги штисне овие образци во нас, тогаш и новото искуство, искуството на свесност, на работа на себе, на сочувство, има моќ да ги промени. Има моќ да го отвори патот кон едно вистинско и длабоко заздравување.